Се враќаме во студиото. Пренџов, после ова што го, како ја почнавме емисијата со тој говор на омраза, со навреди, последната навреда па дојде од Софија, каде што министерот Каракачанов, значи онака меѓу редови со други зборови, но и прилично директно кажа за премиерот Заев дека нема баш толку голема интелигенција, со други зборови, нели? И тоа така си помина, одговори до душе премиерот Заев на Фејсбук, потоа се огласи со еден така цивилизиран одговор, да речеме, без навреди, но многу често доаѓаат од таму тие и ова што го зборува Иванов, негирање на нација, на народ, на јазик, и владата сега гледаме дека има стратегија да не одговара на тоа агресивно, да се представува како good guy во спорот, нели, пред европската јавност се трпат тие, но мислите ли дека има некои граници, некои линии, кога треба сепак пожестоко да се одговори? Например, еве, ова беше еклатантна навреда, значи онака. Точно. Ќе одговорам само должам на господинот Иванов што зборуваше за Втората светска војна, за дека наводно дошла на слобода. Значи прво народот треба да немавте за Ипчо Георгиевски го коментиравме. Значи овака народот треба да знае дека во Втората светска војна имало држави кои што биле фашистички, ама не биле нацистички држави, и имало држави кои што биле и фашистички и нацистички. Например, Италија не депортирала евреи во гасни комори и таа не е нацистичка држава. Бугарија е и фашистичка и нацистичка држава. Зошто? Затоа што евреите само од Македонија ги депортирала, бидејќи тие не се нејзини евреи. Ама евреите што и биле во Бугарија не ги депортирала, бидејќи се нејзини, капиталот да им остане таму. И јас немам проблем со тоа да било кој бугарски државник, премиер, председател на држава дојде и се извини и ние да се договориме да продолжиме кон Европа цивилизирано. Кажувате историски факти се тоа и се што околу тоа да се бавиме. Видете вака. Значи не постои држава, видете вака. 100 години поминаа, 10 генерации се изроди од тогаш. Тоа сакам да кажам. Која е мојата идеја? Дајте да видиме што може да направиме од сега натаму. Јас за напредна, просперитетна и европска Република Македонија. Но истовремено има архиви во секаде, Европа, и во Париз, и во Берлин, и во Москва, и во Лондон. Сметам нека се проучуваат дека историчарите. ние како македонци ниту сме држава без корен, ниту може да служиме овдека како паричка за подкосурување во 21 век. И тоа се два паралелни процеси. Добро, ова што вика водителот треба да се расправаме преку медиуми со бугарските власти. Не се тоа, видете вака. Значи, што ќе ни помогне тоа на европскиот пат? Мене тоа е моето мојата теза. Ако видите вие дека од другата страна немате принципиелност. Втор човек во бугарска влада, Каракачанов е вице-премиер и министр за одбрана, кој ќе дае такви недолични, навредливи зборови за Заев. Мене Заев ми е политички противник, но истовремено и мој премиер. Ама тоа зборува за Каракачанов. Јас се нервирам зошто владата се однесува како да нешто и должи на бугарската држава, како да земала нешто од бугарската држава, па сега ја страв да излезе у јавност. Тоа е прашањето. Бидејќи не е логично, да некој континуирано ве навредува со најпогрбни зборови, а вие само да завртите другата страна, бидејќи не ме тепај више лево, ај се пробаме малку десно. Доколку вие немате путер на главата и доколку не стравувате од нешто што се направиле со нив или се договориле со нив, вие ќе им протерате и амбасадор, ќе имате и протестна нота и ќе имате каде да се пожалите ки меѓународните партнери кои што за жал ги немаме. Ние треба да земеме историјата која што се случила како факти, да се биде историја, тука нема што да преговарат политичари за историја. Тоа е точно. Да, добро, но истовремено не можеме да заборавиме што се случило пред 50 години, бидејќи колективната меморија на секој од нас е поврзана со Гоце Делчев, а колективната меморија на секој граѓанин на Бугарија е поврзана со Христо Ботев и со Васил Левски. И тука има многу голема разлика. Да, Пренџов, значи, но знаете што? Почитувањето на своето минато и почитувањето на сопственото јаст нема врска со одењето европски интеграции. Тоа само дава темел да знаете кој сте кога ќе влезете. Да ви кажам само, тука во студиото и гледачите што не гледаат, мислам дека нема воопшто дискусија за ова што го зборувате. Тоа е неспорно, да, нема тука што. Не беа дискусија од Каракачанов. Не, за друго. Сега прашањето, тоа беше прашањето. Ја не би му правил толку реклама ни нему ни на сите што шират говор номер за бугарска страна. Прашањето е за стратегијата на нашата влада, дали треба така да ја води или не, тоа е. Горе-доле добро ја турка оваа агенда, секогаш ќе има можност да им возвратиш и вулгарно, и навредливо, и со говор на омраза, тоа секогаш.
Нека ни го остави тоа владата сега нам. Вулгарно треба соодветно. Дозволи. У дипломатија постои реципроцитет, соодветно се вика. Ако тој има речник према вас како држава, вие соодветно возвраќате на речникот на таа влада. Тој говор на омраза што доаѓа од бугарските власти, значи прецизирам од власти, од луѓе на позиции, тоа е говор на омраза. Тоа е класичен говор на омраза. И тоа е еден примитивизам невиден балкански, мислам дека Балканот тоа го надмина веќе. И ако мислите дека треба и нашата влада и нашите функционери, без оглед политичари, власт, опозиција се едно, со истиот тој вокабулар да возвраќаат, ќе бидеме исти примитивци. Оставете ги Каракачанови, историјата ќе ги згази нив, ќе се останат примитивци. Не, историјата не гази нас. Дозволете. Ради Каракачанов не можеме да влеземе во Европска унија. Нас не гази историјата, не Каракачанов. Значи, сакам да кажам, ако ние возвратиме со ист вокабулар, тоа нема да ни помогне ние побрзо да почнеме преговори со Европската унија да се интегрираме во Европа. Ние треба да бидеме достоинствени до крај, такво е времето, чекаме последна шанса, секогаш ќе имаме можност да, како се вели, да возвратиме со на другиот образ организација. Пошто многу релативизираме и комисијата застана со Гоце Делчев. Така? Дека бил бугарски јунак. Дали вие знаете дека гробот на Гоце Делчев на таа стvar, немојте. Таму застана историската комисија. Не, на тој став не застана дека бил само бугарски. Не, се разбираме, че не го кажав тоа. Господин Иванов, вие се вознемирувате. Не се вознемирувам. Кажав дека историските комисии да не помислат дека тука историските комисии застана на Гоце Делчев. Да, добро. Кажа дека преходно не знам што решиле. И уште нешто разговарале. Не знам, застана на Гоце Делчев, дека е бугарски јунак викаат бугарите, нашите викаат дека е македонски. И сега што е вистината? Вистината е дека Гоце Делчев загинува 1900 година во Баница и таму е закопан некоја ливада. Прв пат телото на Гоце Делчев му се откопува на Ѓурѓовден 1906 година од страна на Михаил Чаков. И тој ја зема само главата и нозете. Ги чува 3 дена во ракија во црквата во Баница, а потоа ги кријат под олтарот бидејќи таму било најбезбедно. 1917 година човекот оди во Прва светска војна. Бидејќи се разболува, се враќа дома. Живее прво на едно место, потоа во Пловдив. Ги бара од дедо му, бидејќи дедо му бил клисар во црквата, да му ги донесе останките на Гоце Делчев. Сакам, што ми видите, многу е добра поентата. Ги чува таму до 1923 година. Во 20-та година на 2 август ги вади во црквата, сата недела, 10 дена се покнуват и на крај ги дава, после години ги дава ки илинденците, потомци на илинденците, почитувајќи ликот на делото на македонските илинденци од Илинденско восстание, и тие прават еден ковчег и на него пишува овие останки ги законуваа да почиваат во главниот град на независна Македонија. Што ми е поентата? Од 1903 година до 1923 година цело време бугарската држава има влада. Значи ние овдека сме биле без влада, не сме биле формирана формално правно држава, тие биле влада. Ако некој е ваш голем херој и борец за вашата кауза, вие нема да оставите 30 години неговите мошти да ги чуваат македонци по дома, по цркви, олтари, така натаму. Македонското прашање по падот на кога доаѓа тогаш се отвора дека тогаш се присвојува историјата, тоа е многу важно. Ајде вака за конкретни работи, за ова што еве да речеме за последното интервју на Бугарија владее после смртта на Ѓорги Димитров, таков европеец комунист, нели, од тврдата како се вели од сталинистичкото крило, но со поинакви погледи, по-цивилизацијски, по-европски, што во Бугарија не го ценат многу, бил пијаница, бил ваков и онаков, бил пијаница секој кој нешто ќе пружила рака на Македонија и македонците, тој нели за нив не игра. Само бил објективен, ни пружил рака на еден Желев не сакаат, нели многу не го експлоатираат сега, но кој ќе каже нешто против Македонија, тој е херој. Господин Иванов, како да гледа историјата? Сакам да кажам дека после смртта на Ѓорги Димитров доаѓа Тодор Живков и таму уште владее таа политика генерално во однос на Македонија и не само во однос на Македонија. Таму тие не најдоа сили до пред 10 години на турците, кога зборувам за актуелното бугарско општество, не за тоа што било 903-та. Не најдоа сили, они пред 10 и 44-та, пред 10 години, не знам ни толку, почна да ги враќаат имињата на турците, да им дозволи под притисок на Турција, како моќна и силна држава. Ово што вика Пренџов, ние немаме пријател освен американците, веројатно ни останаа. Не, реков дека тие мора ги негуваме за гарантор. Сигурно, еве и тие се вклучуваат сега. Добро, можеме ли вака? Ајде од интервјуто на премиерот Заев, формулацијата за Гоце Делчев, која веројатно потоа може да се примени на
како принцип. Јас тоа интервју каде што вели го вака. примив како впечаток повеќе, како импресија, Која некако беше импресијата, господин Иванов? дозволете ќе кажам, како импресија повеќе некако фактичка ситуација за тоа што тој во тој момент го изговори. После кога излезе на текст, малку поинакви беа ставовите. Но човекот се обиде, значи ни го бранам, ни го напаѓам. Сам нека се брани, си има партија нека го брани, си има пратеници нека го бранат. Но мислам дека пушти сигнал на една релативизација на историјата. Она што цело време се обидам овде да го кажам. Убави се приказните и фактите, ама и приказните и митовите во историјата. Од секој. Па не ми кажете што е мит. Убави се, значи убави се. Но ние не можеме сега, во 21 век, с кога имаме патокас каде треба да се движиме, да го напуштиме тој пат, за да се вратиме назад, да се завртиме и да водиме војна со тој примитивизам што сега ни го пласира бугарската власт. Чекате, не можам... Само ова. Прашањето е дали може, ние сме паметни. Прашањето е дали можеме да бидеме мудри, да премолчиме нешто, дозволете, нешто да премолчиме. Прашањето е она кој што ни го кажа Филип Рикере, одете према евроинтеграции, а билатерално решавајте ги овие проблеми. Зошто ние не одиме према евроинтеграции? Затоа што на чело на оваа вода се наоѓаат луѓе кои се корумпирани. Да не се повторуваме. Тоа е вистината, веќе он релативизира. Не можам да се теми кај што не може да се релативизира. Може ли вака? Само што ова, корупцијата сега ја вметнуваш таму каде што не е местото. Корупцијата е наш проблем натрешен, го чувствуваш и ти, и ја, и тој, сите ние, сите граѓани, нели? Дајте да се избориме за корупцијата овде. Сега Рикер го викаме за корупцијата. Не, го викаме Рикер, не няма да кажа така сега. Сега вака, американците даваат и Стейт департментот, и Филип Рикер, и пред некое време, нели чекаат Бајден да дојде да се инсталира. Тоа е генерално и германскиот став цело време, да. Тие викаат да, тие преговори билатерално, оставите ги на страна. Но тоа не го слуша официјална Софија. Тоа е проблемот. Не е до нас упатено, тоа е упатено до Софија. Да видиме Софија што. Дали формулацијата што ја кажа еве за Гоце Делчев, премиерот Заев, каде што вели Гоце Делчев е и македонски и бугарски револуционер. Има ли проблем во таа формулација? Па ако бугарите така го доживуваат, што ние да го спориме? Значи да се разбереме, не вели македонец и бугарин, туку вели и македонски и бугарски револуционер. Значи да се постави прашањето за националност, тоа што бугарската страна сега го поставува, чиј бил Гоце по националност? А тоа е, извинете, ама навистина примитивно прашање. Но во 21 век да поставува некој кој бил по националност, што е битно? Неговото дело го почитува и бугарската страна и нашата страна. Нека си го чествува кој како мисли и нека си го присвојува кој како сака. Значи тоа не смее да биде пречка и во менталитетот на бугарската власт за нашите македонски евроинтеграции. Проблемот е генерички. Тие не признаваат македонци и не можат да смислат македонска држава во која има македонци и кои негуваат македонска култура, македонски јазик и така натаму. Јас значи зборувам за официјалните власти. Вие еден Владко Стефановски го обожаваат у Софија. Значи во цела Бугарија. Да го спомнеш неговото име, значи повторно релативизирате, ако може да одговорам на прашањето. Ама ние не сме историски институт да не релативизираме се. Гоце е револуционер. Мајка му и татко му нека и праша шо бил, да. За независна македонска држава. Но еве го и јас немам проблем било која држава на Балканот да го почитува ликот и делото на Гоце Делчев, идеологот и борецот за независна македонска држава. Јас на почеток реков тоа не се. Значи таа формулација не ви е спорна. Дека бил македонски и бугарски револуционер. Не кажа тоа. Гоце Делчев е идеолог и борец за самостојна и независна македонска држава. Кој го почитува тоа, јас немам проблем било кој да го почитува тоа. Се вака е идеолог за бугарска држава. Независна или автономна Македонија, се тука има разни финеси, затоа велам. Значи не е предмет, не е тема Гоце Делчев, историјата или Линденското восстание. Тие не смеат да тоа не кошта Европска унија. Па не кошта, но ние нема да А кој е одговорен, господин Иванов, кажете ми? Дали има одговорност според вас во случајов? Па не знам кој е одговорен. Кој ни ветуваше дека со овој договор Бојко мене ми е брат, ние одиме во Европа? Чекај, вие немаше да го потпишете тој договор сега. Зашто јас пак релативизирате. Ви поставувам многу јасно прашањето. Вие сте општественик, интелектуалец, човек со многу искуство и ве прашувам следното. Кој е одговорен што? Тоест, кој ни убедуваше дека со брат му Бојко потпишале договор, дека сме држава... Сега излегува дека вие не знаете што е меѓународен договор. Тоа е рамка. Во рамката има содржини. И сега со таа рамка требаше во ЕУ да влеземе до сега. 5 пати добиваме датум до сега, во 6 пат треба да го добиеме. Зошто направија комисии? Кој направи комисии? За да ги направат содржините во таа рамка. Добро, ама комисијава не оди по желбите на премиерот, не би маце чудно тоа. Како?
комисијава наша по желбите на премиерот не оди, Комисијата се не- оградува од него. комисијата- Инаку да знаете вака, треба да знае Значи, јавноста вака дека сега, Зоран комисијата Заев не ни треба да меѓу биде неговите политички пратеници желби. нема консензус за интервјуто што го дае, ниту меѓу коалиционите партнери има консензус. Ќе ве потсетам статусот на Лиљана Поповска, ќе ве потсетам за барањето на средба на ЛДП кој што има два пратеници, поима нема што се случува, ниту пак меѓу министрите во владата има согласност и едногласност, ниту во партијата има согласност и унифицираност во врска со тоа што го изјави за БГНС. И јас, Добро, господин ама сега- Иванов, ве прашувам на крајот, Не, кажете ми, вака сега, ти- кој е одговорен? вака, Мора да има Пренџо, одговорен. Ова не е вака, стихија, нема ова не е одговор. релативит, Значи, како нема одговорен? Ова е процес се води. Ќе видиме кој е епилогот. Па 5 пати не ветува, ќе имаме датум за преговори. Еве- Кај е датумот? еве ќе ви кажам. У авион се слика, у собрание викаше да пукнете од мака добив датум. Значи вака. Кај е датумов? Сега, вака, вие како? настапувате од позиција на политичар, Јас не можам. јас настапувам од позиција на граѓанин. Не можам да Јас ви- сум прво граѓанин, после не можам политичар. да ви парирам. Јас сум човек кој што сака да види Благодарам. Македонија како членка на Европската унија. Одлично. И премиерот кој што сум го гледал на телевизија во последниве 3 Вака години сега. ме убедуваше дека 3 пати, 5 пати влеговме во Европска унија. И сега прашувате кој е виновен. Па кој е виновен според вас? Одговорот барајте го во Софија. Во официјална Софија да го бараме. Во А декларацијата. ние кабајет немаме. Каде што? Народов наш Софија го излажа на избори или Заев го излажа? Сега, каква врска има Заев со блокадата од Заев ја Софија? води оваа Кажи. држава, господин Иванов. Види. Заев требаше ги знае овие работи. Ама Заев Заев не е има премиер оваа на- држава дипломатија, Види, има човекот конзуларни не е- представништва, има меѓународно разузнавање, има ванешно разузнавање и Добро, тоа разбирам точно се, требаше ако да ви знаеш треба што ќе се случи. партиски, политички поени, ве поддржувам. Граѓански ми Максимално. треба. Ајде малку да Камо видиме- среќа, камо среќа утре брзо да дојдете на власт и да носите одговорноста. Тогаш јас ако се најдам пак у позиција на независен, малку друг диалог ќе правам. Вие разбирам позицијата на опозиција и нормално да искористите секој Јас јавен не настан. разбирам. Еве ќе Зошто ви ви е кажам тешко кој е да виновен. кажете, Заев е одговорен. Кажете ми, да беше Груевски сега или Ме не Мицкоски, ми интересира за кажете ми Груевски. да беше Значи, премиер. Ќе имаше поинаков Па не се дизајн на разбираме. преговорите. Никој мене не ми ветил дека Кажете ми, добивме датум. кажете ми вака. Сега, вака. Никој не ми ветил дека со брат ми Бојко подпишавме договор, влегуваме во Европска унија. Вака ќе ви кажам. Значи Во не го вашата- ветувале никој во претходно вашата тоа. партиска програма, како во програмата на Социјалдемократскиот Добро. сојуз, на ВМРО ДПМН, Добро. на вашата партија, на Добро. ДУИ, секаде стои интеграција во Европската Да унија. сте ми жив и здрав. Тоа значи. Зошто воли тогаш се- сам ги не, тера не, преговорите? Сега не ме прекури. Зошто сам ги тера преговорите? Затоа што добил- Сите сме за Европска унија, може сам преговара. Затоа што добил мандат од граѓани. Не добил за ова мандат преговари. Како Ова не? што го зборуваш за БГНС не јам добил Кажете ми мандат. вака, Пренџов, кажете Чекај, ми... Од коалиционите партнери нема изим за ова да го прави. Човекот сега не го бранам за БГНет, потпишал нешто, или печат, заклучил Видете, нешто, што? Што Господинот според мен? Зоран Не Заев е знам. премиер Значи, и лидер на оваа држава. Си имате таму Не е некој си трајче од не знам Тоа каде. вие политичарите- Значи, немојте да го амнестирате и го релативизирате. Кажете ми Одговорност вака- има име и Ама презиме. тоа вие власт опозиција решавајте си го таму. Кажете Аз ми го вака, решаваме, Пренџов, значи цела емисија рече се зборуваме за власта и за Заев, ајде малку за опозицијата каде што вие сте дел. Господин Мицковски излезе и кажа пред некој ден, има информации дека викендов во Софија се растура Македонија. Така некако беше, нели? Прилично драматично. Вие како дел од таа коалиција ги добивте ли тие информации од господинот Мицковски? Од каде му се, кој му кажал дека во Софија што точно, што конкретно се случува, имате ли ги споделили со вас И тие јас информации? лично конкретни информации Бидејќи што се прилично зборува во драматична беше Софија, најавата, да. што се зборува во Софија, не знам. Не Христијан го Мицковски прашавте? е председател на ВМРО ДПМН, професионалник има повеќе информации. Тој кажа дека моментално се преговара. Дека не зборуваше нешто што не е вистина, може да забележам следниот Не, не, ден, не, не, кога конкретно се рече- вратија луѓе од Бугарија и кога рекоа дека преговараат за затворени врати со бугарската држава. Впрочем, изјавата која што преска да цитиравте на Каракачанов, дека Заев утредента му иде акалот, умот ли како го кажа, не знам, е после тие разговори кои се случува Не, изјавата е викендов. после интервјуто Она на што е Заев, клучно, што го на кажа Каракачанов. Христијан Мицковски, она што е клучно, е следново. Дали имаме тајна дипломатија, дали имаме за тоа постигнато консензус, дали некој има мандат да го прави тоа и дали ваква не, крупно не, прашање не. може да биде надвор од очите на јавност и на собранието. Тоа е се во ред, Тоа е клучно. тоа се се легитимни А дали прашања, Христијан да. Мицковски има информација повеќе, јас ја знам она што сподели јавно и ја сум ја слушнал јас и сум ја слушнале вие, ако имате слободно новинари сте прашања ќе ви Не, одговорам. вие сте сега- дел од таа коалиција. Дали Јас се лично не дали сум му се разговарал јавивте повеќе го на таа пра- тема, не сум се јавил. Не ви интересираше? Сега Не ме ме интересира, сега можеме да играме игри на зборови, сега јас сум Бидејќи подпредседател на граѓанска опција за Македонија. Видите, прилично Христијан драматична е- Мицковски ми е партнер во Само малку, коалицијата и прилично лидер на драматична е коалицијата. изјавата, прилично драматична е да дадете ваква изјава. Имам информации
дека викендов во Софија се растура Македонија. Значи не зборуваме да критикува дипломатија, да критикува начин на работа на влада, дека тајно преговараат. Што е спорно, што е да ве разбирам. Па прилично Лидерот на опозицијата излегува јавно Значи, и дека кажува Викендов- имам информации дека Викендов се распарчува Македонија. Точно. Вие како уредник на новинар може да го прашате подетално. Којдете информации. Да, ама вие како дел од таа коалиција, како граѓани не ве заинтересира зошто тоа се растура Македонија, не му се јавите да го прашате. Како не ме заинтересира зашто раз. Па очигледно не ве заинтересирало, не сте го Знаеме дека прашале. имало средби. Не, конкретно јавни како беа се средбите, растура потоа ги Македонија. фатија како. Па ќе ви повторам. Добро, да ви Исто каже така некој ми дека има повторувате. информации дека Викендов ќе почне војна, За вас, нема да се јавите што да е прашате. клучно, господине Ризвановиќ, да ја прашам, што е клучно? Не, ова е конкретна Сега ќе информација. ви одговорам, Не за зборуваме за информацијата генерални зборувам. изјави. Конкретно. Ова е Прашувам конкретно. јавно. Да. Според вас како медиум, вие сте очите и ушите на јавноста. Што е поважно? Тоа што Христијан Мицкоски имал информации дека во Софија се распачува во Македонија и потоа видовме видеа после тие разговори и се признаа во Скопје, не ни кажа содржината, или е клучно дали Љупчо Пренџов разговарал со Христијан Мицкоски за повеќе од тие информации? Ама господин Пренџов, цела емисија зборуваме разбирам. за тоа што е Сега. клучно за власта, цела емисија зборуваме. Ова е, значи една малку минута ме- бе. Власта носи одлуки, опозицијата не носи одлуки. Па добро, Јас имаме ли дознавам како пратеник, тоа го кажав. Јас како пратеник го дознавам од телевизија, оно што го гледате вие и тоа е поразително за и не општеството. ве заинтересираш Сега. како се растура Македонија, така? Па тоа Како заедно што го пратеник? зборуваше на БГНС, треба ли повеќе да прашувам? Не, мислам дека не зборуваме Сега. за истото. Иванов? Добро, мислам дека вие последно одговоривте до Пренџов. Малку ме разочаравте, бидејќи говорите дека власта не се консултира со опозицијата, вие внатре во опозицијата веројатно поима немате кој што работи и не сте ни заинтересирани веројатно за тоа што шефот на опозицијата протура. За мене поважен е друг Што шефот на опозиција не ве разбрав. Што шефот на опозицијата? Не, ништо велам. Јас сум засебна политичка партија. Се едно, сакам да кажам, вие Не знам што внатре сум ме разочарал, не ми е коалицијата јасно. немате елементарни Како информации. немаме? Па се немате. пак вие околу опозицијата, пак релативизирате. Абе клучно е тоа што ЛДП и Дом немаат што Не, превезаат реков, ме информации, разочаравте а малку, ударе два да прста во немате собрание. информација за Македонија дека се растура, тоа што тврди вие викате ја не сум од овде, нели? Па ако излезе Каракачанов и ви каже ќе го биде Заев, утредента му иде паметот, а се тајни средбите и од тоа имаме видео, што може вие да заклучите? Вака се прво Видете, изјавата на сега, Каракачанов е прво- после интервјуто на Заев за тоа зборува. Прво на тајна дипломатија има да, тајни да средби, сме што е јасни за што нормално. зборува, да. По мене не е Но- нормално у 21 век. Но вие да не знаете, да не ве информира шефот на опозиција дека државата се растура, да се мобилизираме, да земеме мене да ме информира Сила, посебно, се- он целата се- јавност се информираше. Се едно, друго сега. Зашто ме е посебно да ме информира, не вме разбирам. Па што Целата информира? јавност се Па, информираше. Ајде кажете каде се растури државата? Каде се растурале? Во што се Јас растурале? не сум го Тоа што кажал имало тоа, како средба. јас да ви кажам. Е па затоа Тие се убаво ве неговите прашува водителот. сондежи, информации. Дали шефот на опозиција како партнери ви Водителот информирал новинар може да му пише на на Мицкоски кој да позиција? каже дали има плюс нешто. Дали е признат дали самите негираме идентитет, држава, дали ја даваме државата на Софија или не знам, дали за тоа ви информира? Внимателно на почетокот Ако на се моето растура излагање држава, кажав дека дали јас ја делат мислам лично дека на договор до источниот, 8 декември нема да има. Да. Са мене ако ме прашате. Може ја делат Зашто пола на источниот, ми пола на ставате- западниот сосед. Се едно. Не е коректна дискусијата, да јас треба да одговарам прво за други луѓе, второ за други политички партии. Тоа што имал Христијан да го каже јавно го кажал, вие сум го велите, слушнал значи јас, има го слушнали дипломатија, вие. барате И сега, јавна ако дипломатија. не можете да ми парирате во основа на факти и аргументи, Еве ги надобро факти. е релативизација Вие- со вака само да ви кажам сега како да ви кажам. во 30 секунди, во 20 секунди. Вие тврдите дека има тајна дипломатија, треба да биде јавна. Не тврдам, го гледаме сите тоа. Па и треба да вие биде. го гледате тоа. Значи во фаза на овие преговори треба да биде тајна дипломатија и тоа така се работи. Ја не сум дипломат по вокација, но така се работи секаде во светот. Кога ќе дојде Собранието не знае ништо никаде. ќе знае собранието, Кога? па Кога ќе кога биде ќе дојде, завршено? кој ќе проценат дека е момент. Кога или е позитивен резултатот или негативен, ќе бидат информирани, па градете ставови. Па утре ќе има избори, па Став граѓани. се гради Дозволете пред да одиш да ама не ме преговараш. прекинувате. Не Па- постфестум. Па граѓани Пак релативизирате. Став се гради пред да одиш на преговори. Со кого? И се вика вака, државниот став е Со тој, кого? така прави Бугарија. Прво има став Бојко Борисов и вака ГЕРБ, сега- после има став Каракачанов и неговата Сега, ВМРО, потоа има став Румен Радев како председател на држава, Добро. потоа има став Социјалистичка Не, партија на вака. Бугарија, Сега, кај биде- има став Бугарска академија. Е така се гради Не, став. вака сега. И ти викаат иди у Добро, Македонија, ама- преговарај, ова е твојот Добро, став. ама не сме А ние го- дека поима ништо немаме, што кажал Христијан Мицкоски, Вие па ме молам. вие сте парламентарец, бидете парламентарни. Ајде. Не може на запирка да ме прекинувате, дајте ми да завршам мислата. Ако Се вие едно. релативизирате, Не релативизирам, се едно. За мене има, еве се враќам на прашањето на водителот. На вистина сум изненаден што не сте информирани како се растура Македонија, знаеме пушки дали да се јаме, како да се наоружиме. Тоа ми беше, мислам дека во тој контекст беше и прашањето. vulgarizirате и сте Но- луциден. Кога праша за однесувањето на опозицијата, задоволство е
да се слушне Мицкоски кога им вели јавно на митинг на граѓаните или на овие протести, кога праќа пораки до власта да не ќе парафразирам или ќе цитирам, немојте да сте помислиле да биде чепнат македонскиот идентитет. Со тоа негово тврдење, тој практично го призна Преспанскиот договор, затоа што до вчера цела таа ешелон водечки на партијата тврдеше дека со Преспанскиот се уништи македонскиот идентитет. Испадна сега дека македонскиот идентитет со Преспанскиот е тој што бил и пред тоа, а сега со ова преговори со Бургајет да не биде чепнат. Да. Значи тоа се тие политички флоскули, палат луѓе, ги заведуваат, ги носат на погрешна трага и не е коректно у крајна линија, поготово не од лидер на опозиција кој утре можеби ќе треба да биде премиер. Ви благодарам на двајцата, не истече времето за учеството. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма.